Во ова бурно време кое го живееме и турбулентно би рекла, секогаш знае да не заболи глава. Главоболките се честа појава кај секој од нас, неговите, односно незините симптоми. Диагноза, причини и третман денес ги разговара Слободанка со првата гостинка, професор доктор Татјана Чепреганова-Чанговска, која е специјалист по неврологија во Аџи-Бадем. Систина, добро утро, добро дојдовте. Добро утро, Оливера, како си? Па јас одлично сум ова утро. Главоболка нема? Немав, меѓутоа имав изминатиот викенд и затоа многу ме интересира темава. Така, да. Да, посебно оние мигранозни болки кои што секој месец ми се јавуваат. Кога се договаравме со докторката, реков имам толку многу прашања кога се однесува нели на тема главоболка. Со оглед на тоа дека сите за жал ја чувствуваме, па дури и во последно време може да се каже и почесто. Меѓутоа, првенствено добро утро и од мене и добре ни дојдовте. Драго ми е што сте наша гостинка. Добро утро, секој утро ви благодарам да поканата. Секако, задоволството е на наша страна затоа што, како што и напоменавме, со главоболките имаме проблем. Тоа мора да си го признаеме и знаеме и го чувствуваме за жал. Меѓутоа, сега ќе разграничиме и многу по-детално ќе зборуваме токму за главоболката. Зошто таа воопшто постои? Многу добро прашање. Зошто воопшто постои и зошто воопшто скоро секој ја има? Ајде да не кажам секој, ама според... Добро кажавте, секој. Да, секој. Так. Еден на 7, значи еден пациент имаме на 7 луѓе. Негде околу 3:1% заболуваат жените во однос на мажите од главоболка, покотово мигренозната главоболка. Негде околу 40% според новите податоци и статистички, 40% од светската популација има главоболка и тоа хроничен тип на главоболка. Од нив негде околу 14-15% отпаѓа на мигренозниот тип на главоболка и останатите тензиона и останатите кластер главоболки се во некој помал процент. Зошто ја има и како ја има? Тоа е големо прашање, да, големо прашање и само да напоменам дека главоболката не представува болест. Значи главоболката е симптом кој што повторно ќе кажам, според Светската здравствена организација, го завзема 4-то место на инвалидитет во однос на неодење на работа, значи во однос на зимање на одмор, на лекување, лежење дома и така натаму, затоа што го знаеме незиниот интензитет. Значи го завзема 4-то место во однос на инвалидитет од другите заболувања. По својата етиопатогенеза е малце комплексна, затоа што представува едно тригеминално васкуларно заболување, невронално васкуларно заболување, каде што се активира тригеминалниот систем, тоа е нервус тригеминус, кој што е главниот активатор и почеток за појава на болката, со ослободување на пептидите, кои што се главните, нели, играат главна улога во активирање на болката. Затоа главоболките всушност ги делиме на примерни и на секундарни главоболки. Сега кои се по-проблематични од овие кои што ги споменавме во моментов? Па вака, сека главоболка сама по себе си е проблем за секој индивидуа. Поинтензивна, послаба главоболка? Апсолутно, да. Секоја си има свој карактер, своја јачина. Меѓутоа и зависи од човекот, од прагот на толеранција на болката. Кај некој многу висока болка, ако прагот на толеранција е повисок и не ја чувствува толку. Кај некој кој што има низок праг, може и помала болка да ја чувствува како многу голема. Најчестите главоболки се примерните главоболки. Тука ни спаѓаат мигренозните главоболки, кластер главоболките и тензионите главоболки. Според новата номенклатура од Америчката асоциација за главоболки, тука влегуваат и ice-pick главоболките, тоа се како пробудувачки главоболки кои што траат многу кратко, помалку од 3 секунди, може да се јават на секаде во главата без никаква причина. Како електрицитет да чувствуваме, како боцкање. Како боцкање, така. Тука спаѓаат и главоболките кои што кога ќе станеме од спиење, како sleep headache ги викаат они, и главоболките кои што тие сега ја завземаа нели тоа место како хронични дневни главоболки, кои што всушност го оневозможуваат човекот
за да се извршува секојдневната активност. Па навистина, да, кога ја чувствуваме главоболката, првенствено ни се нарушува на прво место расположението, кое што треба да го носиме во текот на денот и не сме толку способни за работа и за концентрација кога ја чувствуваме токму таа главоболка. Па и затоа е главоболката, причините, симптомите, диагнозата и третманот. Ајде сега нешто повеќе и за тоа кога ги наброивме, јас мислам дека сите видови на главоболка, кажавме и убаво објаснивме причините, меѓутоа кои се уште може би е дискутабилно, но третманите, што е она што ние треба да сториме кога ќе ја почувствуваме главоболката? Да, само што да напоменам дека кај примерните главоболки кои што веќе ги кажав, немаме причина, значи имаме тригер фактори. Фактори кои што ја предизвикуваат таа главоболка. Кај секундарните главоболки се јавуваат поради некоја друга болест. Значи тоа е таа разлика Спондилозата дали има врска најмногу со... Апсолутно, да, таа е една од почестите главоболки во секундарните. Воспаление на синуси. На синусите, така. После екстракција на зап може да ни се јави главоболка. При разни туморозни, инфективни болести, тоа е таа секундарен тип на главоболка, која што веќе имаме причинител за да таа ни се појави. Кај примерните главоболки, како што реков, постојат многу тригери, кои што се главен причинител за да таа отпочне, да се активира таа каскада на невронално-тригеминалниот систем, за да се ослободат пептидите и за да се започне процесот на главоболка. Сега третманите. И што треба да се направи? Значи, прво треба самите ние можеме да си откриеме кој тип на тригери ние предизвикуваат и се главните фактори за да ни предизвикат главоболка. Секој си го знае својот организам, телото, како му функционира, од каде настанува болката. Еве, јас ќе започнам од мене и затоа дури прашав за спондилозата, затоа што предизвикува многу чести главоболки. Знаете како мозокот како мозок не е болен. Болни се структурите околу мозокот. Всушност од таму и започнува целиот процес. Од типот на, очите, менингите, обвивките на мозокот, мускулите, коските, тоа се тие структури од каде што се болни, од каде што започнува главоболката. Па тука спаѓа и таа спондилозна, затоа што спондилозата само по себе можеби не прави некој голема болка, али мускулите кои што се поред паравертебралните мускулатура, која што е поред кичмениот столб, е таа која што е провокатор на кој ќе биде во спазам, бидува провокатор за појава на главоболката. Да се избегнат тригер факторите, да се избегне доволно неспиење, несоницата и тоа како провокатор на главоболка, прекумерната употреба на цигари, на алкохол, потоа прекумерно напор при некоја физичка активност знае да биде провокатор на главоболка и различен тип на храна, на јадења кои што содржат посебна субстанца тирамин, која што всушност е провокатор на главоболката. Значи нездравиот начин на живот на некој начин доаѓа до причина за да имаме и ги почувствуваме и главоболките. Најчесто, најстресните ситуации. Да, еве вие од вашето искуство до сега, а го имате нели долго време, кои се најчестите главоболки? Најчестите ни се мигренозните главоболки, кои што ги гледаме, и тензиониот тип на главоболка. Од мигрената многу луѓе, поготово како што кажавте припадничките на понежниот пол, го имаат тој проблем кој што сакат да го решат. Е сега на каков начин, ајде малку повеќе за мигрената, затоа што и таа за жал е се поприсутна, па за да објасниме убаво како се третира и дали може да Значи, мигрената е една од најчестите, како што реков, и процентуално е тоа докажано дека е најчестите, дека страда женската популација. Таа е по својата појава, таа е хемикранијална болка, значи боли едната половина на главата. Имаме понекогаш мигрената може да биде со аура и без аура. Ако имаме аура, начесто тоа се
тие, како да ги кажам, предзнаци на мигрената, кога пациентот едноставно чувствува мачнина, нерасположение, може вертиго, значи да има вртоглавица, може да има сензитивни, најчесто 90% пациентите имаат сензитивни проблеми и визуелни проблеми. Појава на скотоми, појава на светлички, на светла во различна боја во видното поле и тогаш веќе пациентите, тоест луѓето, да не кажам пациенти, нели, затоа што ова пак не е заболување, него е симптом, веќе знаат дека ќе ја имат мигрената. Најдобро е тука да се делува. Тука да се даде терапија. Значи таа покажува знаци пред да започне со интензивна во овој период болка. ние го дадеме лекот и ја започнеме терапијата, мигрената не дека комплетно ќе се повлече како болка, меѓутоа ќе биде во некоја поублажена форма. Сега кои типови на лекови се даваат? Направена е нова ревизија, излезе сега во 2026 година, сега јануари најново, каде што веќе се внесуваат и некои други типови на терапија. Триптаните апсолутно стојат како прв избор, тоа се серотонинските агонисти, каде што ја скратуваат таа каскада на појава на мигрената, на болката. Во поново време се даваат гепанти, значи тоа се нов тип на лекови кои што делуваат директно на неуропептидите и го намалуваат нивото на неуропептидите повторно кои што се активатори на болката. Тоа се оние поновите кои што ги споменавме. Новите, да, и новата терапија на моноклонални антитела во вид на инекции кои што се даваат месечно или пак на 3 месеца, а ги има и како во тип на инфузија. Сите овие лекови, едните гепантите се орална терапија, а овие се во вид на инекции. Сега, проблемот е дали пациентот сака да зима апчиња или може да се боцка, меѓутоа, ова нова генерација на лекови, за разлика од триптаните, кои што се претходната генерација, се апсолутно безболни и се може да се дават кај болни со од кардиоваскуларните заболувања, кое што малце е ризично со триптаните, да можеме тоа да го мораме да прашаме дали човекот имал претходно некаков тип на кардиоваскуларно заболување. Но тоа значи дека медицината е напредна, како се развива, како што кажувате, еве дури го имаме веќе и новитетот во 2026 за оние кои што ја чувствуваат мигрената. Правење на девајси, значи на апарати, тоа више artificial intelligence го прави со носење за да може да му направи предикт, значи да ја предпостави болеста, тука да делува и да го намали нападот на мигрената. Тоа е нешто на кое што се работи, се надевам дека скоро и тоа ќе излезе, не е нешто. Нели започнато е, меѓутоа каде и да ќе излезе. Морам тука да ве прашам и за вашето искуство во Соединетите Американски држави, колку време бевте таму и ајде, дали можеме некако да се споредиме, дали кај нас медицината може да достигне барем некое ниво кое што тие го имаат таму? Па да, нивото можам да кажам дека ние во однос на медицинскиот поглед и во однос на знаењето, тука можам да кажам дека сме исти. Во секој поглед не сме нешто назад, може би сме назад во овој поглед, во носење на новите терапии, во носење на новите, да речеме, тие девајси, така по-софистицирани методи. Иначе во однос на испитувањата и во однос на сите, зборам за главоболката, изборам за овој дел, не зборам за останатите работи. Сме некаде тука, имат кај нив е малце можеби поотворен пазарот за примена на новата терапија. Кај нас се уште дојдени се овие нови и инекции и нова терапија, меѓутоа сепак е малце сме скучни, да кажам, не се стеснува избор затоа што се мал број на лекови дојдени. Се надевам дека ќе се отвори Министерството, тоа ќе го донесе и така натаму, така да ни треба само малце време. Но убаво е кога стекнуваме искуство и надвор, па се враќаме повторно назад, за да тука помогнеме на сите оние кои што имаат невролошки, да кажам, проблеми, со оглед на тоа дека сте невролог. А зошто, морам и тоа да го прашам,
жените се подложни повеќе кон главоболки. Многу размислуваме, многу се оптеретуваме, што е причината? Затоа што сме многу побогати хормонално од мажите. Така. И таа мигренозната менструална мигренозна главоболка, поради падот на естрогените, падот на серотонинот и сето тоа е главната причина за појава. Секој месец не проаѓаме низ тој период, нели, пред, после, и тука е главниот фактор за главниот тригер за појава на мигренозен тип на главоболка. Така да тука не можеме да избегнеме тоа. Да избегнеме и да сакаме. Така сме создадени. Но дали треба веднаш кога ќе ја почувствуваме главоболката да посегнеме по некои таблети кои што може да ни помогнат? Ова е многу добро прашање. Затоа што сите дома нормално да ти се јава главоболка, прво што бараш некој аналгетик, за да може, нели, да ти се спречи, за да го фатиш денот. Сите идеме на работа, сите работиме, имаме работни обврски за да си го завршиме денот. Тоа не е нас пред се во главата. Доколку главоболките се над 4, да речам, атаки во текот на месецот и повеќе од 15 дена има човекот главоболка, веќе треба да се размислува за превентивен тип на давање на терапија. Тоа се бета-блокатори, тоа се антиепилептици, тоа се боцкање со ботокс, ботулин, може во специјални точки кои што се боцки знае да направи. Тоа се терапии кои што се, например, хронични и пациентите треба да се ги земат. Меѓутоа, не на своја рака и не дома во домашни услови. Треба да ги види невролог, да ги прегледа, да се направат испитувања, па тек потоа да се земе добро анамнеза, тоа е наша работа, нели? И потоа да се воведе во превентивен тип на терапија. Тоа ако збориме за чести главоболки. Кај акутниот тип на главоболки, еве ги имаме овие нови терапии, имаме триптаните кои што не се на пазарот кај нас слободни и каде што може со претходно одобрено од невролог да пациентот веќе ги има дома и знае, која има аурата, он знае и може да си го земе апчето за да ја спречи мигренозниот напад. Меѓутоа, кога е опасноста од главоболката? Ајде малку и за тоа кон крајот долго време. Повеќе од 24, тоест повеќе од 48 часа. Така. Многу ви благодарам, меѓутоа јас морам да го искористам и моментот да кажам дека знам и сигурно гледачите се прашуваат од каде презимето Чепреганов. Вашиот татко Методија Чепреганов, познатиот невропсихијатар. Што научивте најмногу од него? Се. За животот. Так. И зубовините на животот. Верувам дека е така. Сте живееле со еден толку позитивен човек. Имав можност да си го запознавам неколку пати, да си поразговараме. Тоа е нешто што не се заборава. Таква енергија. Остави трага. Трага, голема, тоа така. Но и вие се одлучивте ете не токму по неговите стапки, меѓутоа во медицината како невролог. Јас имав на почетокот некои други идеи, размислување да почнам, нешто кардиологија, па потоа нешто гинекологија и така натаму, меѓутоа ме наведе патот да влезам во неврологијата, а сега да ја сменам никогаш. Така. Ја работите со љубов и помагате на сите оние на кои што им е потребна помошта. Се гледаме повторно. Многу ви благодарам. Ви посакувам. Благодарам на поканата. Секое добро. Ние тука е Оливера завршуваме. Ви благодарам. Научивме многу околу мигренозните болки и општо околу главоболките. Се гледаме во следна прилика.